Иако чистењето на калинката може да изгледа заморно, трудот на вистина се исплати. Ова есенско овошје е полно со здравствени придобивки и богата историја. Се смета за едно од најстарите култивирани овоше во светот. Со потекло од 6000 години пред нашата ера калинката има значајно место во културите на античка Грција, Месопотамија, Јапонија и исламската традиција, каде што се сметала за свето овошје. Според легендата, кралицата Изабела прва го користела овошјето како символ на освојување, а калинката се појавува и на хералдички символи во Франција. Но нејзината историска вредност е еднаква на нејзината хранлива моќ. Калинката е богата со антиоксиданси кои ги намалуваат воспаленијата и ги штитат артериите. Се истражува нејзиното дејство врз спречување на развојот на рак, особено кај простатата, дојката, белите дробови и дебелото црево. Исто така, содржи елагинска киселина која го поттикнува производството на колаген, што придонесува за поздрава и помлада кожа. Калинката не е само овошје, таа е древен символ на животот, изобилството и здравјето. Се повеќе луѓе се одлучуваат за домашно приготвени и здрави оброци, а гранола штанглите стануваат се попопуларен избор. Освен што се лесни за подготовка, овие штангли се идеални за појадок, ужина или брза енергија во текот на денот. Рецептот вклучува тостирање на овеси бадеми, кои потоа се мешаат со сусам, семки од тиква, рендан кокос, суво грозје и сечкани кајсии. Смесата се залива со растопен путер и мед, или кокосово масло за поздрава варијанта, и потоа се пече 10 минути на 180 степени. По ладењето се сече на штангли. Овој едноставен рецепт не само што нуди нутритивна вредност, туку и овозможува прилагодување според вкусот, со додавање други сушени овошја, семки или зачини.